5, односно по европската класификација P2, така да користат нормално наочари или визири за заштита на очите и го користат тој протокол секогаш што има задршка на здравствениот работник повеќе од 15 минути во таа просторија. Во оваа прилика би го искористил тоа да им се заблагодарам на хуманите луѓе, волонтерите на M3 принтерската организација која изработува заштитни визири на конфекцијата кули во Прилеп, на сродните такви и слични организации кои доброволно со својата волонтерска работа сакаат да допринесуваат и допринесуваат за заштита на здравствените работници. Така да секоја помош за заштитни средства е добре дојдена со оглед дека оваа ситуација објективно не затекна. Ние не бевме спремни за ваква ситуација, така да се јави недостиг на заштитни средства за здравствениот персонал, што не е само случај во Македонија. Тоа се јави и во другите земји и во највисок развиените земји, така да уште еднаш би се заблагодарил на тие хуманитарни фирми, организации и доброволци. Да, добро, доктор Беговиќ, тука ќе ве прекинам, ќе продолжиме со разговорот на нашите теми. Ние тука се враќаме во студиото. Доктор Алексик Вуковиќ, еден од главните начини за борба против вирусот кај нас, но и во целиот свет е тоа така наречено социјално дистанцирање. Значи сега ние сме натерани да се дистанцираме еден од друг. Еве и јас и вие вака во студио мора да седиме оддалечени, не се поздравуваме веќе, тоа ни е така кажано, тоа и го практикуваме, не се поздравуваме дури со нашите најблиски, не зборувам за во самото семејство, но со најдобри пријатели, со роднини ако се сретнеме, со другари и така натаму. Како влијае тоа на човекот како социјално суштество, бидејќи ние така сме научени да функционираме. Цело време сме еден со друг, цело време сме заедно. Човекот не сака сам да биде. Да. Ние се чудевме на западњаците, нели? Како се они ладни, неемотивни, па нешто не се гушкаат, не се бакнуваат. За нас, што сме вака по на југ, дефинитивно многу е важно тоа како ги изразуваме емоциите. Така да, ова ќе биде најголемата загуба што ќе имаме, ми се чини на психолошки план. Тоа е да ќе мораме да се придржуваме до тие правила на некакво социјално дистанцирање, што во западните земји дефинитивно е као правило, нели? Таму, ако му се приближиш на некого, веќе доживува напад. Така да, мислам, тоа е права штета, стварно, затоа што гушкањето е најубавата работа на светот и гушкањето значи и психолошко здравје, да знаете, затоа што тоа е некоја енергетска размена и емотивна размена која се случува меѓу луѓето. И дефинитивно мислам дека ќе ни недостасува и многу ми е жал поради тоа. Кажете ми, сега некако, бидејќи треба да се дистанцираме од луѓето, поради тоа што може би пренесуваат да зараза, може би се заразни, некако на сите гледаме со некој страв, веќе не им веруваме на луѓето, не им веруваме на соседите, на луѓето кои ги сретнеме на улица. Сега условно кажано, но некако во секој гледаме потенцијален непријател. Како тоа се... Па вака, факт е дека оваа ситуација наметнува еден таков став или еден таков страв. Меѓутоа, кај кого како ќе биде изразено, тоа дефинитивно зависи од некоја интрапсихичка констелација на самата личност. Значи, нема сите така да реагираат. Значи, оној кој е склон кон параноично интерпретирање на реалноста, кај него ќе биде тоа потенцирано. Меѓутоа, сакам да кажам дека сепак има некои рамки во однос на што нешто е нормално, природно, разбирливо и нешто е патолошко. Знаете, така да, дефинитивно, какви све реакции ќе имаме кај луѓето, тоа ќе зависи од нивната психолошка конституција, од структурата на личноста, од нивните фиксации развојни, од нивните животни искуства, од нивните ставови, убедувања, затоа што реалност е она што ние го интерпретираме.
А нашата интерпретација на реалноста зависи од нашите верувања. Знаете, така да сите имаме различити искуства, различити верувања, така да и нашата интерпретација на реалноста дефинитивно е многу различита. Не може да биде иста и не може да ги генерализираме вака работите. Поворед, да, параноичноста или таа сумничавост е нагласена, тој страф од другите. Меѓутоа, во нашата јужњачка природа, мислам дека ќе надвладе емотивноста кога ќе помине ова зло и кога ќе го заборавиме. Да, но гледаме еден парадоксален став, вие ќе го објасните, верувам, гледаме дека луѓето кои се заразени со корона, што или нешто, не само тие што се заразени, и оние за кои веруваме дека се заразени, дека веќе тие луѓе се стигматизираат. Например, болните кои се заразени се стигматизираат дефинитивно, тие дури на социјалните мрежи гледам бараат да не бидат така гледани, да не бидат така третирани, бидејќи тоа не, мислам, ако имаш корона не треба значи дека ти се сега некаков изгнаник од општеството, нели? А гледаме и такви реакции кон луѓето, овие што се враќаат во државата, што се во карантин, па имаше во некои градови јавни повици да не се сместуваат луѓето во карантин. Значи, навистина сега кон луѓето кои можеби се заразени, се гледат така некако. Веднаш се прави некоја бариера кон нив. Мислам, тие до вчера биле наши пријатели, роднини, сограѓани, сега одеднаш од нив таков еден ирационален страф. Тоа е некоја нетолеранција во однос на другите кои различито се различни, различито мислат, различито се однесуваат и така. Да, склони сме кон стигматизација, за жал. Меѓутоа, ако се луѓето подобро информирани каква е овај епидемија и на кој начин се пренесува. Значи, ако имаат реални податоци некакви, мислам дека ќе створат и реална представа за луѓето. Знаете, можеме да ги осудуваме луѓето ако се однесуваат неодговорно во однос на себе и во однос на околината, затоа што дефинитивно, мислам, проблемот кај овој вирус е тоа што премногу лесно се пренесува. Во ред, тоа можеме да го судиме. Меѓутоа, дека некој бил инфициран со вирусов, сигурно не сакал, сигурно не се ставил намерно во таква ситуација и така. Меѓутоа, кога веќе знаеме за опасноста или знаеме дека имаме ние нешто, треба поодговорно да се однесуваме, секако. Тоа може да заслужува критика, меѓутоа и тоа е нешто што, да кажеме, некои го имаат во себе, некои го немаат во себе. Тоест, да. Нашето ниво на толеранција е многу различито. Да. Добро, докторки, ќе продолжиме со разговорот. Повторно се враќаме со доктор Беговиќ. Доктор Беговиќ, кажете ми, како функционира сега здравството во време на корона? Бидејќи здравствените власти објаснија дека се скратени многу редовни постапки, контроли, операции се одложени. Што значи сега ова за пациентите? Дали овие мерки сега го загрозуваат здравието, па и животот на останатите пациенти во здравството? Па, не би рекол баш така. Ова се мерки кои се преземени согласно оваа вонредна состојба, оваа несакана ситуација, оваа пандемија, така да мерките се состојат во тоа што здравствените работници и здравството функционира на ниво на итни случаи и релативно итни случаи. Што би рекло тоа? Тоа би рекло дека сите итни случаи не се враќаат, него се прегледуваат и третираат како што треба. Во интернистичките установи согласно одредената терапија и хоспитални постапки и во хируршките болници каде што треба оперативен третман, истиот се овозможува и е овозможен. Во релативно итни индикации спаѓаат онколошките заболувања, односно малигномите, така да и тие согласно оние кои веќе се во закажани за операција, преку мој термин, се оперираат нормално, согласно актуелната состојба. Сето тоа е редуцирано, така да и за заштита на здравствениот персонал, и за заштита на ширењето на ова заболување,
Сите тие мерки се преземени од страна на Министерството и јавните здравствени установи постапуваат согласно тие постапки и протоколи. Така да во клиничкиот центар на хирургија се оперираат само итните случаи и оние што се закажани онколошки операции преку мој термин. Истото се однесува и на интернистичките гранки, истото се однесува и на гинеколошко-акушерската клиника, а на инфективната клиника, која е најоптоварена во моментот, спроведени се еден вид дежурства, се со цел да се заштити персоналот, се со цел да се овозможи бројот и капацитетот на таа клиника. Клиниката е преусмерена да работи само на овие пациенти што се со COVID-19 заболување, така да нив ги третира и оние пациенти кои имаат клинички суспектни знаци за ова заболување. Но морам да напоменам дека тие се на посебен спрат, на 4ти спрат на оваа клиника, додека сите оние кои докажано имаат симптоми, кои се лекуваат на инфективна клиника, вклучително и интензивното одделение, се на првите 3 спрата. Инфективната клиника си има свој протокол и се придржува до тој протокол. Заштитата е во односи на тој протокол. Значи, оние пациенти, докторот што е во амбуланта, носи обични хируршки маски, држи растојание, како што реков, од пациентот, прегледот го да напоменав, додека оние 2 доктори и другиот медицински персонал, првенствено медицинските сестри, користат N95 маски, така да користат наочари или визири и сите останати заштитни мерки кои треба да ги преземе инфективната клиника. Ако може само едно подпрашање. Значи, ние сме сите свесни дека оваа ситуација ни е наметната, дека не го спроведуваме ова по наша волја и знаеме дека во здравствениот систем сме имале слични ситуации, да речеме, кога имало и лекарски штрајкови, нели, кога независниот синдикат на клиничкиот центар одржуваше во минатото лекарски штрајкови, каде што лекарите на некој начин ги одложувале операциите или... Но сето тоа трајало во еден ограничен период и вие сте внимавале да не се загрози здравјето на пациентите. Сега јас би ве прашал, што мислите вие, не знаеме колку ќе продолжи оваа ситуација, колку време може вака да функционира здравствениот систем пред да тоа да почне да се одразува во здравјето на пациентите? Сигурно не во недоглед. Сигурно дека оние елективни случаи ќе дојде време кога ќе станат итни. Но од искуството што самостојниот синдикат на клинички центар го има со штрајкот, ние 3,5 месеци работевме ригорозно и исклучио само итни случаи. Релативно итните, односно онколошките случаи, ги одложувавме, така да во тој период немавме ниту еден пациент кој се пожали и имаше проблем по неговото здравје. Дали е тој период некој параметар дека ние тоа би можеле вака да го издржиме, не можам да кажам. Тоа треба да се направи една студија, едни стручни лица од поширока област. Во секој случај не е добро за пациентите, не е добро сигурно не за докторите, медицинските сестри и останатиот персонал вработени, една ваква ситуација, кај што се наизложени. Во оваа прилика само уште да кажам, да не заборавам, дека јавниот превоз на медицинскиот персонал мора да биде организиран од страна на работодавачот, од страна на ресорното министерство, затоа што има голем број здравствени работници кои ги користат јавните услуги на јавното предпријатие, така да доаѓаат во непосреден контакт со потенцијално инфицирани граѓани, така да и во таа насока тоа би требало да се обележи дека ресорното министерство мора да реагира и работодавачите со цел да ги заштити здравствениот персонал. Добро би било да заврши што подобро
првенствено за граѓаните, а нормално и за медицинскиот персонал. Така да нормална е и сигурно очекувана оваа мерка од страна на ресорното министерство за редуцирање на елективниот програм на елективните болни. Сакам да ви кажам дека има едно преусмерување и што е сосема рационално и логично, да инфективната клиника работи сега исклучиво за COVID-19, додека останатите пациенти инфективни се преусмеруваат во војната болница, сегашна градска болница 8 септември. Исто е и нивото на хируршки клиники, каде што на клинички центар се оперираат само оние болни што се од другите градови во нашата држава, додека граѓаните од град Скопје се усмеруваат на старата градска болница, хируршка болница. Така да во тој дел исто е и со гинеколошко-акушерската клиника, која дел од своите пациенти ги преусмерува во болницата, поликлиниката болница во Чаир. Така да тој прераспоред е сосема рационален и логичен. И прашање е колку ние како систем, здравствен систем, можеме се тоа да го издржиме, односно колку пациентите со своите заболувања и болести кои сега се елективни, но во еден одреден период може да станат итни, така да секако мораме да мислиме во овој момент и на тие болни, како да ги заштитиме. Добро е да се пратат и да се следат препораките на Светската здравствена организација. Добро е да се следат и насоките на CDC, односно центрите за превентива и заболувања, америчките и сите други препораки, искуствата нивни, искуствата од Кина, од Јужна Кореја, од другите земји кои се погодени со ова заболување, но кои нашле и соодветни мерки да се справат со ова заболување. Да, добро, доктор Беговиќ, ќе се вратиме со вас уште еднаш во студио. Сега ние пред да продолжиме со разговорот тука со доктор Алексик Вуковиќ, ќе направиме една кратка пауза за реклами и брзо се враќаме во студиото. Останете со нас. Приказна од Ленор. По сето ова време, мојата постела се уште е свежа, благодарение на Ленор. Никој не може да ме натера да ја напуштам. Уживам во чувството на свежина секоја ноќ. Дури и преку целата недела. Се чувствувам добро со Ленор. Лабораторија за генетика и персонализирана медицина, инкорпорирана во системот на болницата, представува новитет и за регионот. Водена од млад тим на истражувачи, отвори ново поглавје во македонската генетика. Современ пристап кој води од клиничка генетика до персонализирана медицина. Ние сме Жан Митрев клиник. Во светот, создаден според потребите на возрастните, двама лечки херои решаваат да се погрижат за децата. Носето му е постојано затнато. Марко, за чисти носења. Од креаторите на Бекутан.
Да, се враќаме во студиото. Доктор Алекси Гивуковиќ, зборувавме за негативните аспекти врз човечката психа, врз психичкото здравје, врз емоциите, но велат дека не е се така црно, дека има и позитивни сегменти оваа криза. Вика народот, секој е зло за добро. Да, секој е зло за добро. Да, Што е тука во секоја темнина има малку светлина, или уопште, ова е еден, нашиот свет е дуален свет. Стално има и црно и бело, стално има и лошо и добро, стално секоја ситуација има нешто позитивно. Така да, како и секоја друга кризна ситуација, и оваа ситуација има две можности, нели? Можност за унапредување и можност за уназадување. И тоа стално ги има. Во секоја ситуација која нас ни се чини тешка, имаме шанса и можност да ја видиме на позитивен начин и да искористиме за некакво емоционално созревање, за проширување на нашите видици, за работа на себе, за тоа да си ги одредиме приоритетите, за тоа да си ги средиме релациите со најблиските, со тоа да развиеме некакво чувство на емпатија, сочувство за другите, да развиеме позитивни емоции, толеранција. И тоа се случува, ми се чини, затоа што прв пат ми се чини во историјата некако све е застанато, нели, стои. И ова е таква една толку необична ситуација кај што ние сме стварно затечени со она што го доживуваме. И не е тоа стално непријатно. Мислам, непријатни се увидите дека сме страшно деструктивни како цивилизација. И мислам дека не постојат други живи суштества воопшто во универзумов кои си ја сечат гранката на која седат, тоест ние собствениот дом, земјава го уништуваме. И за мене беа фасцинантни некои слики на почетокот кога ја видов Венеција со делфини, со патки, чиста вода, чист воздух, колку природата знае да се регенерира брзо, колку знае да се обнови, само ако не сме ние вака деструктивни. Загадувањето застана над Кина и Северна Европа, например, така се расчисти. Да, тоа е страшно необично. Нели? Стварно можеме да видиме колку сме деструктивни. Веројатно ова и ни требаше на некој начин, не како казна, како увид, можеби, затоа што нашава екзистенција овдека на планета ви се состои од постојано развивање на свесноста, нели? Така да, како што реков, ова е можеби можност да видиме што тоа све не чини во нашиот живот, нели? Па да можеме да го поправиме и на тој начин да станеме многу подобри личности за себе, за своите најблиски и најпосле за целиот жив свет на планетава и за планетава сама. И како што реков, тоа е една можност која е позитивна, имаме и ова друга можност. Другата можност е регрес, знаете, или одредени мал адаптивни облици на однесување, јас се надевам дека ќе ги има помалце. Меѓутоа, начинот на реагирање, начинот на кој сите ние реагираме, ви кажа, толку е индивидуален и зависи од таа некоја психолошка констелација на личноста. Ова народски кажано, природата не тресна малку од земја. Да, не стварно не би приземји малку. сакала, да го наречам, си да заслуживме казната као да сме казнети. Јас сепак сметам дека ова шанса за нас, да видиме каде одиме. Добро, да го завршиме разговорот да, и би сакала да препорачам, мислам, секако на луѓето би сакала да им препорачам да пред се бидат добро информирани. Што значи вистински информирани за тоа како може да се заштитат. Нивна главна задача и одговорност е да го заштитат својот живот и животот на своите блиски и на сите други, ако може, нели? Меѓутоа и да сепак внимаваат на тоа што ќе дозволат да влезе во нивниот ум како информација. Значи, сепак, ние сме одговорни за селектирање на информациите кои ги примаме. Значи, и можеме да се одредиме во однос на тоа да
примаме по-позитивни информации или по-негативни информации. Секако не препорачувам седење пред телевизор и сите дневници на сите телевизии да се избројат бројот на умрени и сето тоа, понатаму луѓето да се идентификуваат со нечија приказна, затоа што не постои иста приказна. Стално се приказните наши, лични, индивидуални. Така да, може би ова ќе биде шанса за луѓето да си направат нови приоритети во животот, а тоа значи многу подобро да се грижат за себе, за своето здравје, за својата исхрана, за вежбање, за движење на телото, за развивање на позитивни емоции, за оставање за себе на негативните емоции, затоа што, верувајте ми, јас ја практицирам психотерапијата на 30 години, апсолутно ви тврдам дека најголемиот причинител на болести е психолошкиот момент. Мимо сето ова друго што го набројав, значи исхрана и сето тоа грижење за здравјето. Емоционалниот или психолошкиот фактор дефинитивно има најголема улога во тоа, затоа што ние не сме свесни за тоа дека ние ја создаваме нашата реалност преку мислите кои ги имаме, преку емоциите кои ги создаваме. Ако тоа го знаеме, зар ќе бидеме толку аутодеструктивни да пласираме лоши мисли, лоши емоции? И така. Да, преку чување на психичкото здравје да го сочуваме вкупното здравје. Вкупното, да, затоа што тоа е многу битно. Доктор Алексик Вуковиќ, еве со ова да го завршиме разговорот со овие позитивни пораки и препораки. На крај ви благодарам за учеството во нашата емисија. Благодарам и на вас што можев да дадам можеби некои информации, макар да мислам дека луѓето ги знаат, али убаво е да бидат подсетени што може да направат, нели? Светлото на крајот на тунелот е секогаш добро да се види. Да. Ви благодарам. Ние повторно се вклучуваме со доктор Горан Беговиќ. Докторе, кажете ми, сега гледаме дека со оваа криза, со тежината на криза се справува јавното здравство. Тоа е јасно, таму е товарот, таму е тежиштето. Во минатото гледаме дека Министерството за здравство имаше некои планови, се повеќе го форсираше она јавно-приватно партнерство, но сега повторно ќе кажам, јавното здравство е на удар секогаш како што е. Мислите ли дека можеби оваа стратегија треба повторно да се промисли? Па, за жал, сега во еден несакан период, несакан момент, во момент на една пандемија глобална, се гледа дека тоа ние што го говоревме, што се спротиставивме во тој период, дека мораме да имаме квалитетно јавно здравство. И дека е тоа најбитно првенствено за нашите граѓани, а нормално и за здравствените работници, но првенствено за граѓаните на нашата држава. Така да јавното здравство, рековме и тогаш, дека не е нешто што носи првична добивка, финансиска, и дека е тоа првично трошок на секоја држава, но сега кога ќе погледнеме во една заштеда или губиток на нашите здравствени ресурси, на нашата целокупно гледана популација, гледаме кое е тоа богатство од хуман аспект, како популација, како граѓани на нашата држава, како луѓе пред се, но и во финансиски аспект. Гледаме какво влијание има на нашата економија, и не само на нашата економија, него и глобално на светско ниво, несоодветно, неприпремено за вакви случаи јавно здравство. Не го негирам приватното здравство, но сепак доминантно и пред се за заштита на граѓаните и во цел на граѓаните е едно квалитетно здравство. Така да неспорно е тоа дека тоа што го говоревме, за жал сега имаме и во пракса можност да го приметиме и после сето ова ќе мора да се седне, добро да се размисли, да се направи една концепција, една добра стратегија за нашето јавно здравство. За среќа, се уште имаме многу квалитетни, да не биде претерано
кажано да не се навредат останатите приватни здравствени установи, но би рекол во овој момент квалитетни доктори, медицински сестри и останат персонал кој е обучен, а таа обука не трае кратко, трае долго време, со многу труд и на тој што го вложува, но или за државата, така да мора државата, ресорното министерство, па крајно и владата на нашата држава, да го има ова на ум. Допрва да помине со добро сето ова што за жал ни се случува и на нас и на целиот свет, оваа пандемија, понатака ќе мораме да изведеме заклучоци, искуства и да резимираме што понатака ќе правиме со нашето јавно здравство. Да, доктор Беговиќ, ве молам сега за уште еден кус одговор. Кажете ми во однос на стратегијата за тестирање. Кај нас се спроведува стратегија кај што се тестираат оние луѓе за кои се верува дека се во таа критична група, дека биле во допир со пациенти, дека имаат шанса да бидат заразени, имено не се спроведува она така наречено широко тестирање на популацијата, тоа се спроведува во други земји. Што мислите вие за стратегијата која се спроведува кај нас? За сега, според она што го гледаме, не дава лоши резултати, но мислите ли дека треба да се држиме до неа или да ја прошириме? Во овој момент не би можел десетно да кажам. Имаме искуства од поедини земји. Имаме едно многу позитивно искуство од Јужна Кореја, каде тамо фабрики и фирми го спроведоа тој масивен тест на база на имун одговор и ги тестираа своите граѓани на широко, со што придонесоа пред се за многу мала смртност од 0,3% од вкупно заболените и придонесоа да тие болни брзо се рехабилитираат и се вратат на работа. И општо гледано понатака да се направи една комплетна слика на ова заболување во вид на фреквенцијата на ова заболување, во вид на понатамошните постапки и методи кои би требало да се спроведат за лекување на ова заболување и превенцијата од ова заболување. Го имаме нашето искуство, кое е по препорака од, како што кажува ресорното министерство, од Светската здравствена организација, кај што ние ги тестираме и ги гледаме оние што се со клинички симптоми моментални, кај оние што доаѓаат од земји кои се ризични или средно ризични, па и сега и од другите земји кои се ставаат во оној колективна изолација, односно карантин, и гледаме оние кои доаѓаат во контакт со заболени од ова заболување. Околината наша, регионално, гледаме дека ја зголемува и ја менува својата стратегија во оглед на овие тестови и дека иде на едно масивно тестирање, со оглед дека сега овој така наречен серолошки тест е широко достапен, така да на база на антитела се добива еден увид кој се е во моментот дошол во контакт и е заразен од овој вирус SARS-CoV-2. Така да нашата стратегија и понатака, бар за сега останува таа што е. Не би рекол дека не е рационална, не ги знам средствата и ресурсите на нашето министерство и на нашата влада, но во секој случај гледам дека сето тоа и кај нас се зголемува, се отвараат нови пунктови, што ние го поддржуваме. Праксата ќе покаже дали би требало да се иде на масовно тестирање, реков како што направи Јужна Кореја, која секако и со Кина најдобро се справи со ова заболување. Истото се и препорачува со Соединетите Американски држави. Ќе видиме ова наша пракса треба допрва да покаже дали била исправна или во овој момент не се покажала дека така треба да се делува. Она што би сакал да го упатам до министерот, морам да кажам, да
обрне посебно внимание на заштита на здравствените работници. Тоа е негова должност, негова обврска и да ги зголеми мерките за заштита на овие, па би рекол, во моментот наши херои, кои се на првата линија на таа одбрана од оваа болест. Не би ги подценил нормално и полицајците, и луѓето од одбрана, и сите други волонтери, Црвениот крст и така натака, но сепак здравствените работници се оние кои се на првата линија на фронтот. Министерот има должност и обврска да ги заштити овој кластер, оваа група на луѓе, популација, така да не останеме без оние најслушни лица, кои не се многу на број, кои во интерес на целокупната популација ќе овозможат здравје на целата популација. Не дај Боже доколку останеме ние без онаа бројка која имаме во моментот на инфектолози. Не се сложувам дека ние со некои курсеви од 3 дена можеме да обучиме луѓе кои целиот свој живот го посветиле на инфективните болести, така да мораме да ги рационализираме, да ги штедиме нормално и сите други доктори. Ние немаме превише. И тоа не е само кај нас. На глобално ниво, на цел свет се јавува недостиг на доктори, недостиг на медицински сестри, така да, без да навредам никого, би требало во интерес на целата популација да го заштитиме и да го почитуваме овој наш кадар на здравствени работници. Да. Добро, доктор Беговиќ, ви благодарам за овој разговор вечерва, за вклучувањето во Телевизија 24. А ние продолжуваме. Денеска ние зборувавме со Џихан Тавила, која е шефица на канцеларијата на Светската здравствена организација тука во Северна Македонија. Со неја разговаравме, ја прашавме што мисли за начинот на тестирање кој е спроведувано од македонските власти. Зборувавме и зошто во Италија има толку многу смртни случаи, кога ќе биде готова вакцината против вирусот, се гледали крајот на пандемијата. Еве сега да видиме дел од разговорот. First of all, thank you very much for joining us. Our first question would be, so the WHO is urging countries to test. So is North Macedonia doing enough testing, and do we have to enlarge the number of people being tested since there is now a local transmission of the virus? Thank you very much for inquiring about the COVID situation. WHO has very clear instructions, or let us say recommendations to the countries to increase the testing process in order to isolate those people who may not have the symptoms of the disease but may carry the virus, and also isolate the persons who are having more likely transmission because they started to have symptoms, but they are mild. They do not necessitate hospitalization. And these are the ones who really should be tested. So anyone who has some mild symptoms of like upper respiratory tract infection symptoms would be advised to call the number that is put by the Ministry of Health, and also to seek testing. So does that mean that North Macedonia has to now enlarge the number of tests? I think that anyone who has symptoms will help a lot by coming forward voluntarily and being tested, because they will interrupt the possibility of transmission from one person to the other. And if you look at the situation of Macedonia, you have two areas in Macedonia that already have community transmission, and it's very important that there be also a community response to help interrupt the transmission of the virus. We had a couple of situations where the tests on some patients were negative twice and then turned out positive, or vice versa. So how is this possible, and are the tests 100% accurate, and why does this happen? You know, in science, there is nothing 100%, but I can say that all the tests that have been provided by WHO and that are used by the National Virology Laboratory, that is doing most of the testing, are quality assured. So what is important is to import or to get tests that are quality assured, but this is not enough.
there is always a human factor in how we take the samples, the swabs, and how we transport them. Everything should be done by the book and by the specifications. So it's a chain of events, and if those chain of events are not respected well in terms of technical know-how, I think there will be a breach in the result, yes. According to the latest statistics, we have over 7,000 of coronavirus cases and over 30,000 people dead. But in some countries, the death rate is low and in some is high. Why are the death rates different in different countries? Different countries differ in many ways. And the virus by itself will cause disease in anybody who is exposed. But it will cause severe disease, and this is what we are seeing. So the numbers that you have are only, let us say, maybe less than 20% of all the possible disease that we can see. And the 80% of people who are affected, we don't count them. So we will look at this as the tip of the iceberg. So first, how the virus is transmitted also in the community. So if you have communities who do not have severe cases, like because of the age composition of the community, because of the also respect of the instructions of physical distancing that the countries, all the governments are telling their people to do, and because they also take precautions of cough and also take precautions and go testing, in those places where there is no, where everybody will follow the instructions, you will have less death. But in addition, it's about how many younger people and how many older, maybe mainly aging people you have in a country, and also how fast the health system would respond. Mm-hmm. Many people are wondering what happened in Italy and why are there so many corona victims over there. Where did Italy went wrong? Why do you think the death rates are so extremely high in this country? I wouldn't say there is something wrong. I would say that this is learning by doing. It is not easy. Italy has been the hub during the past few months when this all started in China. Italy was receiving a lot of people from around the world because it's a touristic country. And this concentration of people and mass gathering is one of the situation, is one of the factors that has increased the risk for Italy. I think the problem was that instead of an epidemic that is a bit slow over time, and this is what we are trying to do here, to slow the epidemic by these instructions of not mixing and physical distancing. So instead of Italy facing the epidemic slowly because of this mass gathering, I think they have shooted up with a lot of number of people who need respirators and who need assisted care at a time where none of the health system could really react at that time because everything was unknown, and it is learning by doing, and the great mass of people who are sick at the same time requiring all of them intensive care is not easy to handle. Да, продолжуваме ние тука со отвореното студио, како што веќе најавивме. Со нас тука во студиото е господинот Димче Петровски, пензиониран генерал на армијата. Добро вечер. Добро вечер на вас и на вашите гледачи. Пред почетокот на студиото само што заврши вториот совет за безбедност, свикан од страна на претседателот на Северна Македонија, посветен на кризата со коронавирусот. Претседателот кажа дека ги свикал сите надлежни институции во државата, го прошири денеска и составот на Советот за безбедност, вели сакал да има увид во тоа како се спроведува водрената состојба со оглед дека владата сега е надлежна за таа ситуација. Тој кажа дека добил одговори од сите надлежни, но јас сакам да ве прашам вас,
Како вас ви личи дека се спроведува водредната состојба од страна на владата? Мислите ли дека целата постапка оди добро или можеби имате некои забелешки? Воредна состојба не значи ништо друго, него е прогласување на една состојба со која ќе може да се преземаат одредени мерки за справување со некои состојби, односно некои кризи што претходно настанале. Доколку се процени дека изворите на таа криза што постоела пред тоа не се доволни со мерките што се донесуваат во кризна состојба, тога се прогласува и военна состојба, воредна состојба, со која се прошируваат ингеренциите на институциите во државата да преземаат одредени мерки со кои ќе бидат насочени во справување со тие извори на таа криза. Со самото прогласување на воредна состојба, тоа не значи дека кризата престанала. Мора да кажеме една ваква состојба. Ние имаме прво кризна состојба, таа кризна состојба се усложнува, па сега имаме воредна состојба. Ама тоа не значи дека кризната состојба завршила. Таа и понатаму е присутна, таа се проширува, затоа и се потребни тие воредни мерки за да може да се поконкретно општеството справи со тие извори на загрозување. Во досегашниот период од прогласувањето на воредната состојба се донесоа низа на мерки кои според моје мислење ценам дека се правилно насочени. Меѓутоа, јас имам едно овакво моје мислење, кое не мора ништо да значи, тоа е лично моје мислење, дека во услови на појава на кризна состојба и кој ќе видим изворите на кризата, мора да се направи, да се детектираат тие извори и да се направи една потполна детекција на тоа од каде е извор. Тогаш кој ќе видите каде е изворот, него треба да го изолирате, да го раздвоите од здравото ткиво и после да се справувате со она што е условно кажано болно, нели ткиво. Знаете, не може да мешате вие сега здрави и болни луѓе на исто место. Значи тоа е никогаш не знаете тие луѓе каде биле, со кого биле во додир и така натаму. И јас имам тука една замерка што не е направена едно раздвојување од тие. Тоа не можете 100% да го направите. Меѓутоа, мерката самоизолација е препуштена на луѓето да се самоизолираат, тоа се голем број на луѓе, и сега вие немате толку ресурси да поминете кај секого денеска, знаете и полиција, дали тоа ќе биде војска, дали не, сега додите дали некој почитува едно трошење многу голем број на ресурси. Може би од почеток требаше да се направи една изолација на сите луѓе за кои се цени, кои се дека се заболени или и се носители на вирус и така натаму, и да се направат одредени определени места, да речеме дали 1, 2 или 3, тоа се веќе работа на предвидување, проценки, анализи кои треба да се направат, и се што понатаму се јавува како проблем на луѓето дека заболени на друго, сето тоа да биде на едно место и таму да се даде тежиштето и на лекување, и на справување со тоа и така натаму. Имам впечаток дека, знаете што направивме? Овој вирус не е автохтон, значи сега тој увезен, нели? И сега во тоа увезување, мислам дека веднаш требаше да се изолираат тие луѓе кај кој е констатирано тако нешто или не мора да не е констатирано. И сега тоа можеби ќе бараше многу поголема организација, едно друго, ама тоа е на почетокот можеби така. Понатаму ќе имавме многу појасна слика за овој. Имаме оперираме со некои бројки дека околу 10.000 луѓе се во самоизолација во моментов. Не зборувам за овие сега што се ставаат во државен карантин, тоа е плюс. Не зборувам за луѓето кои се во болниците, за овие што се дома. Мислите ли дека државата ќе имаше доволен капацитет да се справи со една таква бројка? Нека си 10.000. Значи, видите, затоа се и воредните мерки, воредната состојба. Ако вие лоцирате еден непријател кој има тенденција да се шири и да ви го парализира целокупниот систем, тоа што треба да се процени ситуацијата. Што ќе значеше тоа, па и нека се и 10.000 да видат изолирани на некои простори 15 дена, 30 дена, небитно колку да е тоа, лекарите многу подобро
го знаат, отколку да се ризикува не 10 па да бидат може би уште повеќе, за Бог да чува, далеку било тоа, значи не би сакал такво нешто да биде. По целата поента ми е, знаете, секогаш треба, лекарите тоа многу убаво го знаат, треба, нели, нездравото ткиво да го одвоиш од здравото, нели така, за да понатаму не инфицира и не прави други работи. Од тој аспект го тоа зборувам, ја немам јасна слика ја за тоа колку би тоа можело да биде, меѓутоа, еве јас го давам како едно размислување, се процени што се добива со тоа, што се добива со, односно се губи со ова, тој аспект. Да. Кажете ми, генерале, како ја гледате употребата на армијата во оваа водрена состојба, бидејќи ова е навистина една невообичаена состојба и во однос на употребата на армијата сме имале ние некои искуства, значи, но ова е дефинитивно прво вакво искуство и глобално за целиот свет, не само за нас. Како гледате вие сега, видовме каде ќе се употребува армијата во заштита на важните државни објекти, во заштита на зелениот појас на границата, рече министерката Шекеринска, во насока на асистенција на полицијата, во патролирање и така натаму. Мислите ли дека таа стратегија за употреба на армијата во модерната состојба е добра? Дали е добра, доволна, или дали мислите дека треба нешто поразлично? Сите институции во државата постојат заради нешто. Така се и насловени. Армијата постои за справување на кризи предизвикани од воени состојби. Таа е носител на водење на вооружена борба. Здравството постои за тоа, за да ги лекува луѓето, дали за примарно, секундарно, терцијално и тоа понатаму рехабилитирање и така натаму. И секоја друга институција поради нешто постои. Многу е важно носител на одредена активност, одредена држава да биде тој од каде што се изворите на кризата. Сите други во државата институција, доколку не може носителот за справување со таквите ситуации се справи со тоа, да ги стават на располагање своите ресурси за да се справи тој носител со она што го велиме, нели сега, криза. Знаете, мораат институциите така да делуваат. Ако вие ја оставите, да речеме, одредена институција која не може со нешто да се справи, а таа е задолжена за тоа, а сите други институции стојат на страна да кажат тоа не е наша работа, тоа е страшна работа, и таа институција пропаѓа. Затоа, сега сите ресурси што ги има државата, а се процени во која насока треба да се употребат, треба да се употребат. Така и армијата сега. Значи, релевантните луѓе, тие што ни донесуваат сега одлуките во Министерството и армијата, процениле дека армијата во овој момент треба со тоа и тоа да се занимава. А доколку има потреби и со нешто друго да помогне секако. Не само армијата, него било кој друг. Далеку било тоа да биде армијата носител на активности во некои кризни или военни состојби, а тоа би значило воена состојба. Значи, тогаш нема армијата да помага, тогаш ќе си ја врши својата работа, а сите други институции ќе се стават во функција на таа работа што изведува армијата. Значи, не дај Боже армијата да биде носител, така? Не дај Боже. Добро, правиме една кратка пауза сега за реклами и се враќаме брзо во студијата. Убавите моменти повторно ќе се вратат и дружбите ќе продолжат. Важно е сега да останеме дома.
Да, се враќаме во студиото. Генерале, гледаме како целото општество се справува со оваа криза, сите сегменти се ставени во насока на одбрана од вирусот, значи вклучени се освен оние вооружени безбедносни компоненти, полицијата, армијата, вклучени се и цивилните структури, вклучени се и центрите за управување со кризи, но мислите ли дека нас не недостасува еден подобар систем на таа така наречена цивилна одбрана? Значи имаше порано, нели, имаше територијална одбрана, имаше едни помали сегменти на организација кои требаше да се организираат доколку има ваква криза, веднаш да стапат во функција. Сега некако тоа постои, но и не постои на таков начин. Според мене, за едно општество најважни се три работи кои треба да бидат тежиште кога се организира општествениот систем. Прво е здравството. Зошто? Затоа што само здрави луѓе можат да ствараат квалитативно нови состојби. Следно, безбедноста, затоа што само безбедни луѓе без чувство на загрозеност од било кој вид можат да продуцираат квалитативно нови состојби. И третото е образованието, затоа што само образовани луѓе можат процесите да стават во функција и да стварат квалитативно нови состојби. Општество кој ќе ги занемарат овие три работи, понатаму се лошо се манифестира. Знаете, вие не можете да имате здрава економија ако немате доволно здрави луѓе. Не можете да имате здрава економија ако немате доволно безбедни луѓе. Не можете да имате добра економија ако немате образовани луѓе. Значи, имам впечаток дека минативе години многу малку се посветуваше внимание на овие три клучни, основни работи што треба една држава да ги во едно општество примени така. Сега, кога зборуваме за цивилната одбрана, тоа спаѓа истото во организација на општеството за одбрана. Че видите, кога вие ќе организирате одбрана, вие не може да мислите дека само армијата е подготвувате за одбрана. Затоа што одбраната е многу поширок поим него војна со која треба армијата да се справува. Имате во последно време разни други извори на загрузување и разни форми со кои не само армијата, него целото општество треба да се занимава со тоа. Затоа треба да се... Ова е класичен пример на асиметрична закана, да речеме, така? Видите, може да крсе асиметрично, не значи ништо друго, него не е симетрично, но не е пропишано, не е во некоја форма. Не е во таа класична излегува форма од некоја нормална форма и така натаму. Значи, сега имате се почесто извори на загрозување кои се многу далеко од, да речеме, од војна како извор на загрозување и така натаму. Затоа треба да се даде акцент на организација на општеството за одбрана од други форми на загрозување различни од војна. Значи, мора да се стави во функција, секој граѓанин треба да знае каде му е местото во услови на криза, на воредна состојба и така, што треба да прави, значи, знаете, ние имаме сега, може во секоја кризна состојба, во секоја воредна состојба, дај Боже што побрзо тоа да помине, секој пат може да се излечат многу поуки од тоа и од тоа лошо да испадне па и нешто добро за натаму како треба да правиме. И никогаш нема да сгреши една држава ако вложува во организација на општеството за одбрана, за здравство и за образование. Сега имаме дирекција за заштита и спасување, имаме закон за дирекција за заштита и спасување. Значи треба сега таму да има оперативни одредени структури, не само планирачки и они што ќе носат одлука таму, него мора да има некој што ќе ги спроведува оперативно сите тие работи. Имаме центар за управување со кризи, што е, знаете, малце како термин не е добро. Центар за со криза не може да управувате. И може да управувате со постапките во справувањето со кризата, а со криза не може да управувате, таа си тера по свое. Значи, вие управувате со мерки и постапки за справување со криза, а не да управувате со криза. Значи, сега ќе погледате, тој центар за управување со кризи, кризна работа, ајде да име што тоа е тој што ќе излегува и што ќе каже какви мерки треба да се предприемат, што да се едно друго. Сега,
Јас му, алалда му е на министеров за здравство, он е цел ден, или е на седница, или е по болници, или пресконференции, или нешто. Човекот е, нели, 24, са не зборуваме од долен аспект за тоа, дали тоа што го работи добро прави или не го прави добро. Зборувам на еден човек, са е, на таа плеќа е многу сега качено. Разбирате што сам. Затоа, во иднина, здравје Боже, тој систем за цивилна одбрана мора да се надгради. Мора точно да тој да делува по автоматизам, да се знае која институција што прави како, да се што е можно повеќе избегнат координациите. Пострашно за еден систем кој мора да биде хиерархиски поставен, нема од координација. Координацијата е нужна само тогаш кога се преклапаат и на делот кај што се преклапаат ингеренциите на две институции, а не во целокупната нивна работа. И таа мора да биде во хиерархиски однос. Та координацијата не ја прават двајца, мора да има некој по хиерархи, согласно законот за хиерархизираност, природниот закон, мора некој да нареди координирање, а не дали тие двајца сакаат или не сакаат. Да, гледаме дека има во соседството, да речеме во некои држави, се повеќе повици, например да се врати служењето на војниот рок. Имаше такви идеи кај нас, кажано, слушнавме од исто така од наши тука генерали. Што мислите вие за тоа, за таа идеја? Јас многу одамна сум кажал дека е тоа потребно за државата од повеќе аспекти. Ќе оттргнеме настрана на воениот аспект. Аспект прво, кога младите луѓе ќе живеат во исто место, во ист град, во иста просторија, а се одсекаат од државата, тие ќе се запознаат, тие ќе се осознаат, значи тие ќе се социализираат со своите врсници, ќе настанат пријателства и така натаму. Утре од тие пријателства кои ќе излезат од војска, па ќе може да се остварат на економски аспект, на било каков друг аспект, така натаму. Следно, ќе се научат на некој ред кој ќе го почитуваат и понатаму. Знаете, ние имаме само млади луѓе и по 23-4 години, он не знае ни да си намести ни кревет, он не знае ни доруче да направи, се мама, тато прават, станува од 2-3 или легнува ноќе с кој 1-2 и тоа. Значи, тоа е еден неред. Јас сум сигурен дека голем број од младите луѓе ќе сакаат да одат. Друго е прашање дали тоа ќе биде 3 месеца, 5 месеца или 6 месеца, тоа е веќе работа на некои пресметки како тоа треба да биде. И друго, знаете, тие млади луѓе ќе се стават во функција на државата некогаш кога треба. Значи, видите, имаме ние многу напредни развиени држави каде што имаат регулација. Еве ќе споменам само Норвешка. Значи, видите сега, не можеме ние да бидеме... Норвешка дошла до заклучок дека треба тие да одат во војска, ние велиме не треба да одат. Добро, не треба, меѓутоа ние сега доаѓаме до заклучок дека треба. И тука нема ништо страшно, и ние не треба, некој вас не ви треба или не ни треба. Ние треба да процениме дали ни треба или не ни треба. Да. Добро, кажете ми, кога зборуваме за одбрана и безбедност, неминовно е да се каже дека ние и официјално влеговме во НАТО. Тоа се случи оваа недела, се дигна и македонското знаме и во Брисел, и во Соединетите Американски држави. Истовремено, некои велат дека е фатен последниот воз да се влезе во организацијата во вистински момент, во време на една од најголемите мирновременски кризи во историјата на човештвото. Од друга страна, критичарите велат дека тоа и не значи многу, дека и самата организација има премногу внатрешни проблеми, особено во овој аспект, дека велат и влегувањето во НАТО не значи сега премногу со оглед на сите овие проблеми. Што мислите вие? Значи сега, многу е илузорно да кажуваме ние дали е сега добро или не добро што сме ние влегле во НАТО, кога веќе од осамостојувањето до ден денес главни приоритети, односно стратешки интереси било влез во НАТО и влез во Европска унија. И не можеме сега ние после 30 години да кажуваме сега дали тоа добро или не, тоа секако, тогаш ќе кажеме, ако велиме дека тоа не е добро, тоа си признаеме дека сме утнале од почеток целата работа. Значи, затоа такви полемики воопшто не треба да се водат. Ние не оствариле таа стратешка цел да влеземе во НАТО и тоа е факт и сега сме во НАТО. Сега, како понатаму, тоа е се една сосема друга работа.
Па сега видите и сите членки во НАТО си имаат далеку, можем да кажам поголеми, нели, може и некои помали имаат. Секој си гледа нели своите маки сега. Меѓутоа, не треба воопшто сега да се полемизира сега во оваа ситуација. И сега ќе ви кажам една работа. Болните луѓе мислат само на едно сега. Тоа е како да оздрават. Сега, ние здравите луѓе, условно да кажеме, сега, може и ние не сме се здрави, кој знае, може ако се тестираме, ќе испадне нешто друго. Ние сега треба да им помогнеме да оздрават, а да не мислиме на ништо друго сега. Знаете, човек додека е здрав, ништо не му фали на друго, он размислува сега и за профити, размислува и за ова, дали овака, филозофии кажуваат 300 чуден друго. Сега, ајде сите активности, да ги посветиме на тие на кои им треба сега помощ. Значи, да оздрават тие болни, а понатаму има време да размислуваме за се и да не ги чепкаме стратешките интереси. Оти не може сега во малце нешто, ако испадне некоја тешкота и сега да кажеме, сега ова да го трнеме на страна. На таков начин не треба да се размислува. Да, добро, сакам да останем уште малку на ова прашање. Гледам дека и нашата влада кажа дека веќе веднаш после влегувањето во НАТО, веднаш се обратиле тамо до НАТО механизмот за логистика и стратегии во однос на тоа организацијата што сега може во овој момент да помогне. Видовме дека и црногорската влада, например, се обратила до НАТО. Тие побарале директна медицинска помош. Не знам како тоа се развива таму, но како што кажам, што мислите вие за тоа што ќе се случува сега во однос на НАТО алијансата, бидејќи факт е дека таму и пред оваа криза имаше доста проблеми, оние односи Соединетите американски држави и Турција, НАТО искричење внатре во алијансата. Мислите ли дека после крајот на оваа пандемија алијансата ќе остане исто така силна или овие проблеми ќе почнат полека да се одразуваат, бидејќи многу велате дека после оваа пандемија ништо веќе нема да биде исто? Секако дека нема ништо да биде исто после ваква криза и така натаму, прво мора да се приспитаат сите односи до сега и во сојузи и во едно друго и да се видат причинско-последичните врски за настанување на проблемите. Доколку се утврди дека причините за нешто се треба да се анулираат причините. Значи, ние мора да се научиме на една работа. Никогаш да не удираме по последици, само по причините. А за тоа треба добро да процениме кои се причините и на нив да удираме. Значи, ако има искричење некој, кој што вие рековте сега помеѓу две држави и така натаму, мора да се види што е причината и тоа ако видиш причината, ќе ја анулираш причината и нема да има искричење. Никога не е идеално. Меѓутоа и самите сојузи што се прават за некои интереси, за задоволување на интересите на државите кои влегуваат. Иначе нема смисла. Кој е смислата да влезете во некој сојуз ако однапред знаете дека таму ќе губите? Тоаш нема логика, нели? Затоа и натрешно НАТО сега ќе, ако нешто има проблеми, ќе треба да се седне да се разговара, да се види што се причините за тоа. Иначе ако не се видат што се причините и се појќе ќе има распламтување, нели? Како некој огин, знаете сега, вие може да гасите огин колку сакате, ама на жарчето ако не го гасите што изворно, па стално ќе имате пожар. Да, што мислите за плановите за модернизација на АРМ, со оглед на тоа што тие беа правени пред кризата, според она што го видовме, стратешката насока е да се оди во хармонизација со стандардите на НАТО, дека сакаме што повеќе да го постигнеме тоа во сите погледи. Мислите ли дека сега тоа ќе биде загрозено со оглед на буџетската криза која неминовно ни следува, мислам? Таа е веќе најавена. Не е најавена, туку веќе почна. Модернизацијата на армиите не се прави заради тоа да исполните некои стандарди. Имаме погрешна перцепција за таа работа. Значи сега е, како што рековте, значи модернизација на армијата за исполнување стандарди на тоа. Значи ние модернизацијата не ја правиме за тоа. Ние модернизацијата треба да ја направиме за опремата што имаме, значи да може со неа да се справиме со задачите што треба да ги извршуваме. Ако имате вие еден сет нови задачи што треба да ги извршите, армијата што треба да ги извршува во иднина и така натаму, а за тоа имате несоодветна опрема и средства,
Значи тоа вие треба да извршите модернизација нивна. Таа модернизација вие не мора да ја направите само со купување на ново некое средство. Модернизација се прави и на постоечките средства со некои надградби и така натаму. Сега, тоа е веќе прашање на калкулации, на проценки и така натаму. Затоа треба да се запази тој чекор. Како нова задача излегува, така треба и модернизацијата да ги прати тие нови задачи, односно мисии што треба армијата да ги прави. Веројатно и во склад со можностите, нели? Баланс помеѓу потребите, желбите и можностите, основна работа. Да. Кажете ми, мислите ли дека за сега надлежните велат дека нема потреба од свикување на резервниот состав на армијата и полицијата? Мислите ли дека од прилика, сега вие немате увид во плановите, но гледате што се случува, ги гледаме и проценките од прилика како до кога ќе трае. Мислите ли дека ќе дојдеме до тоа? Лично мислам дека нема да дојдеме до таа ситуација и сега може би ја затоа што би сакал така да биде, па сега ќе кажам моја некоја лична проценка, дека може би ќе имаме уште 7-8 до 10 дена од приближно исти некои бројки и така натаму. Доколку зборувам се почитуваат мерките што се така дадени, нели, да не се движат луѓето многу, да не се мешаат меѓу себе едно друго, да бидат дома што е повеќе, да избегаваат некои што знаат однапред дека може да биде заразен и така натаму. И тоа ќе се достигне некоја бројка таму по тие, ако одиме сега како секој ден колку има, и после тоа ќе настане еден период, нели, на стагнација и така ја би сакал да биде, а мислам дека и така ќе биде. А после тоа не значи дека треба да престане сега одеднаш, сите мерки да престанат, тоаш ништо не сме направили. Значи треба уште еден така малце подолг период да останат мерките на сила и постепено да се укинува. Знаете, сега видите, военната состојба месец дена е, значи за еден месец. Тоа сакам да ве прашам, мислите ли дека ќе има и продолжување? Значи видите сега, мислам дека ќе има, односно треба да има. Знаете, што ќе биде ако, да речеме на крајот, 25-тиот ден од военната состојба, има потреба владата да донесе некоја мерка, речеме, која не е само за тие 5 дена, она и понатаму ќе биде. Значи, и сега што, значи, кој се укине военната состојба, ќе се укине и мерката. Значи, затоа, тоа е најмал проблем сега да, и не е ништо страшно кога има военна состојба. Тоа е само една можност за преземање на конкретни мерки за справување со изворите на некоја криза. Многу ќе биде лошо ако се, нели, сега военната состојба употребува за нешто деструктивно, односно да се злоупотребува. Значи, таа е можност, значи се дава можност за да се справиме со сите можни ресурси и сили во државата со оваа работа. Да. Генерале Петровски, ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам вам што ве поканите, па здрави Боже да се видиме кога ова поминало, нели? Да, во нормално состојба. Во нормално состојба. Почитувани, ви благодараме и на вас. Со ова гостување заврши и вечерашното отворено студио. Се разбира, останете со нашата програма, следува информативниот блок, следуваат најновите информации.